кој од овие институти, да речеме, ужива најголема популарност кај средношколците? Ако судиме по бројот на студенти кои се запишуваат во прва година и тоа да биде критериумот што е најпопуларно, во моментот биологија. Значи студиските програми на биологија на годишно ниво во последниве неколку години запишуваат околу 150 студенти и таа бројка некако има тренд на растење, што нас не радува секако. И посебно во рамките на тие неколку студиски програми, најпопуларна е студиската програма за молекуларна биологија и генетика. Така. Тоа е бидејќи перспективата, да речеме, или можностите со дипломата од молекуларна биологија се поголеми или лежи во друга работа? Причината? Јас не би знал да ви кажам точно во што лежи причината, затоа што мислам дека одговорот на тоа прашање, ако го дадеме тргнувајќи од некакви наши лични согледувања и размислувања, тоа е одредена работна хипотеза. А ако сакаме точно да ги знаеме причините, ќе треба на некој начин тоа да го измериме, така да кажем, односно ќе треба да ги прашаме тие што доаѓаат. Зошто доаѓаат, зошто избираат ова и друго. Така да што и да ви кажам во врска со тоа ќе биде мој лично гледање, мој личен став на прашањето. Ама мислам дека молекуларна биологија и генетика добива популарност во последните години, меѓу другото и заради тоа што се наоѓа работа за тие луѓе кога ќе завршат студии, така по разни биохемиски лаборатории, сега почнуваат тие лаборатории да растат во поглед на сеопфатноста на нивната работа, значи освен класични тестови на крв и така натаму, сега почнуваат да се прават и подлабоки молекуларни тестови, што од друга страна создава побарувачка за таков кадар. Ама мислам дека некако популарноста на оваа гранка почна да расте и после појавата на пандемија. Дека пандемијата и влијанието тоа што ние го гледавме како се справуваат луѓето, кои се тие луѓе на светско ниво кои се справуваат со овие прашања, како се подготвуваат вакцини и така натаму, го разгоре, да кажам така, интересот на младиве генерации за таа работа. Да. Тогаш кои катедри се запоставени, например, слушаме запоставени, не запоставени, туку едноставно имаат мал број на студенти што, мислам, често слушаме, например, за катедрите на хемија и физика, дека има мал број на студенти, Министерството помага со некакви стипендии, слушаме дека нема да има доволно професори, наставници по математика, по физика и по хемија. Каква е состојбата таму? Значи, Институтот за хемија не е во толку лоша состојба, значи таму постои тренд на растење на бројот на запишани студенти во прва година. Тој број е помал отколку не на биологија, значи тие запишуваат во последниве години меѓу 60 и 70 студенти на сите студиски групи. Така. Бројот на студенти кои се запишуваат на физика забележува паѓање во последните неколку години, значи таа бројка сега се движеше некако повеќе или помалку константно во последните 5 до 10 години, околу 20 и нешто, сега имаме нешто по 20, околу 15 студенти запишуваме на годишно ниво. Математика е исто така релативно мал бројот на студенти кои се запишува, но тоа што е посебно критично во сите овие групи што ги спомнав, се бројките кои се однесуваат на наставните студии. Значи, оние програми кои што треба да подготват наставници за во средно или за во основно училиште, тука тие бројки се многу мали. Значи, тие паѓаат од година во година. Интересот е тука проблематичен. Да. Намален. За тие, конкретно за тие насоки се наменети стипендиите, така? Што ги дава Министерството? Не, стипендиите се наменети за сите студиски програми од полето на физика, хемија и математика. Така. Значи, независно дали вие ќе студирате применета физика, применета хемија или наставна хемија, сте кандидат да ја добиете стипендијата. Помагаат ли стипендиите? По моје мислење не. Мојата статистика што ја правев како, да речеме, се сменил бројот на запишани студенти во 2016 година кога почна овие стипендии, не покажува некаква
статистички, да кажам, барем така значајна промена во бројот на студенти во позитивна насока. Така да, не можам со сигурност да тврдам, бидејќи може ќе испадне ако ги нема стипендиите, дека и овој број на студенти што го имаме во моментот би бил помал. Така, може би се суперпонирани две влијанија, од една страна тенденција тој број да се намалува, од друга страна да кажеме влијанието кое што оваа можност им ја нуди се појавува како можност за студентите, па така да се компензираат тие две спротивставени тенденции, не можам со сигурност да тврдам, меѓутоа видлива промена во бројот на студенти заради тоа што се доделува оваа стипендија нема. Така.